Почитувани, македонската економија на колена и секојдневно тоне. Нема ден, а да не излезе некој поразителен податок. Пари за предвиденото покачување на пензиите нема, а просечната плата се намалува наместо да расте. Црното економско трио Заев, Тевдовски и Ангјушев ја туркаат државата во рецесија. Опак е индустриското производство во континуитет, а единствено што знае црната економска тројка е преку нови енормни задолжувања да ги покрива дупките и сопствената неспособност. Од вчера Република Македонија е задолжена за нови 72,3 милиони евра. Цели 11,3 милиони евра повеќе од тоа што го најавија со електронската аукција. Со денешното задолжување, владата за 4 месеци ја задолжи државата за 320 милиони евра, а државните резерви ги стопи за дополнителни 177 милиона евра. Тоа е вкупно околу половина милиарда евра за само 4 месеци од владењето на СДС, за кои граѓаните не знаат за што се потрошени. Дополнителен проблем е што ова задолжување се реализира токму пред избори. Државата зема огромна сума на пари која може да биде злоупотребена за подкуп на гласачи. Постојат информации дека СДС сака да реализира уште 2 задолжувања во изборниот период, односно во октомври уште 4 до крајот на годината. Сето ова фрла силен сомнеш дека интензивните задолжувања на СДС во овој период се поврзани со изборниот процес. Како СДС ја тера економијата говори и фактот што Македонија е исфрлена од ранг листата за конкурентност што ја објавува Светскиот економски форум. Ја нема. Во тие 130 земји рангирани се сите земји во регионот и соседството. Например, Србија е рангирана на 78 место, Бугарија е рангирана на високо 49 место, додека Албанија е рангирана на 75 место. Само Република Македонија и Косово не се рангирани на овој светски престижен форум. Проблемот зошто Македонија не е рангирана е заради тоа што никој од сегашната влада не нашол време да го пополни формуларот и да го прати до овој престижен форум. Во времето на ВМРО ДПМН, Македонија на Светскиот глобален форум за глобална конкурентност беше рангирана на високото 60-то место. Граѓаните веќе го чувствуваат економскиот колапс кој е пред вратата и на 15 октомври имаат можност со заокружување на гласачко ливче да го запрат и тоа да го казнат СДС за расипништвото, хаосот што го создаваат. Благодарам.